civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кои се препораките, што може да се направи, што може сите овие ентитети, односно засегнати страни да направат, или што би требало да направат, за да се спротистават на очигледно новите бранови на црна пропаганда што ги видиме, кои можат погубно да влијаат на слободата, односно на слободните избори. Многу може да се направи, дури и во ова кратко време што останува до изборите. Ние стануваме членка на НАТО и тоа значи дека сме исполниле сериозни критериуми за да влеземе во таа алијанса. Препознаени сме и од европските институции како држава која што исполни сериозни реформи, особено и во медиумскиот дел, иако таму има нотирани конкретни слабости каде се уште имаме црни точки во медиумскиот дел, меѓутоа делот промената во медиумскиот етер е нотирана и од страна на европските институции. Ако сме можеле тоа да го направиме како држава, како општество, мислам дека можеме уште повеќе, бидејќи капацитетот на општеството според мене е поголем од капацитетот на државата. Кога викам држава, мислам пред се на оној институционален дел од општеството. Конкретно со bullet points. Пристапување кон владата директно со директни иницијативи. Ова влада покажала отвореност по сите основи. Следење на секогаш на можностите кои што ги нуди ЕНЕР системот. Поред, собранието наскоро ќе се распушти, меѓутоа тоа е постојана можност за директно учество, особено на експертска јавност, со коментирање на закони. Знаете дека рокот на ЕНЕР е продолжен за секое законско решение, дуплирана е бројот на денови на кои што стои отворено едно предлог законско решение. Создавање на платформи за соочување на различните политички чинители во оваа држава. Да видиме, мислам дека преку соочувањата и на националните телевизии, меѓутоа и на вакви дебати, и на социјалните мрежи, граѓаните можат да увидат разликата помеѓу вистината и црната пропаганда. Голема улога тука, како чинители во општеството, имаат и политичките партии, меѓутоа овој пат тие се на мегдан, на широк мегдан на јавноста. Овој пат, како и на претходните избори, откако е случајна општествената промена, вие веќе немаме национални телевизии, приватни, освен една можеби, кои што отворено дискредитираат или отворено навиваат исклучиво за една политичка опција, при тоа работејќи на штета исклучиво на другата политичка опција. Мислам дека тој јавен етер телевизиски е неутрализиран многу повеќе од претходно. И мојата теза е дека на овие избори победникот ќе се одлучува на социјалните мрежи. Зошто? Се уште не се број еден канал медиум за информирање на граѓаните, се кај младите, не кај општата популација, меѓутоа таму има одек и она што се случува на традиционалните медиуми. Професорката спомна, вие имате дебата навечер, која што трае половина час, меѓутоа пораките испратени на таа дебата на едните и другите зујат или емитуваат целиот следен ден преку социјалните мрежи. Тоа значи дека не е неопходно вие да седите пред телевизор во 19:30 и да ја гледате дебатата, вие може да ја дознаете суштината на таа дебата прегледувајќи YouTube видео подоцна, читајќи текстови на портали, па дури може би само наслови на портали, и останува на моќта, волјата и ефикасноста на политичката партија дали ќе изберат социјалните мрежи да ги користат за промоција на своите програми и дали целиот свој напор на координирано активирање на своите волонтери и поддржувачи активисти, што е сосема легитимно, ќе го вложат во промоција на вистина, на она што се нуди, на она што е програма, или пак од некакви подземни организирани структури, тие групации ќе се користат за отцрнување на противникот, за ширење на пропаганда. Мислам дека во ова општество во моментов постојат два политички центри. Едниот, оној кој што е на власт, се надам дека ќе го прави првото, вториот мислам дека ќе го прави ова второто,
ширењето на црна пропаганда. Се разбира дека не е црно-бело толку свето, дека ќе има примеси од двете струи и на двете страни, меѓутоа мислам дека јавноста ќе има можност да препознае која политичка опција со какви методи се служи. И мислам дека тоа ќе го одлучува победникот на овој избор. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.